Народски, кои се причините за увоз на лиценци и производство на лиценцни цигари кај нас и зошто нивната потрошувачка секојдневно се зголемува? Видите, проблемот на лицензата производна на цигари, па и уопште на лицензата производна во нашето стопанство, е доста сериозно прашање во нашата економска политика. И заслужува посебно внимание, зашто увозната технологија е доста скапа и за неја се плаќаат значајни девизни средства. Во последно време доста лицензни цигари имаме на нашиот пазар. Причините се повеќе. Прво, заради тоа што ние мислиме, още турската индустрија, мислеше да задоволи потребите на странските туристи, кои што доаѓаат на летување во Југославија, и да ги задоволи нивните потребите од тоа на цигара што ја пуша во својата земја, ние отидовме на производство на лиценци цигари. Прво беше тоа Кент, Хабе и така натака. Меѓутоа, во последно време може да се види на нашиот пазар голем број на марки на лиценци цигари, за кои што се плаќаат скапи девизни средства, и тоа девизни. Тоа е наша слабост на стопанството, слабост на стопанствениците и слабост на нашата стопанска политика, што отишла на окуп да форсира лицензна производна. Точно е дека тоа е барање на странскиот турист, али ние не можеме, иако некој турист дојде, така да речем, од Марс, па и за него лиценца сега да произведеме. Значи, ова е наша болест, ако можам да ја крстам, лиценцоманија, која што нас доста скапо не кошта, а и ја потиснуваме собствената производна и собствената технологија. Впрочем, не би смеле да увозиме технологија за која што се спремни да ја произведуваме, бидејќи имаме и кадар, и средства. Кои се причините за зголемувањето на потрошувачката на овие цигари? Па има повеќе причини. Точно е тоа дека дизајнот на лиценците цигари е привлечен, имијата се звучни, па и малце помодарство, имитирање од страна на пушачот. Али основната причина е ниската цена на цигарите. Замислете, од најниска квалитетна цигара до највисока квалитетна, така речем, лиценцна цигара, 1,2,5-1,3, а да тој сооднос, тој паритет на цена меѓу ниска квалитетна цигара и лиценцна цигара во светскиот пазар е 1,6. Значи, тука треба со економската политика и со порезната политика на општествената заедница да се стимулира преку цената домашната цигара, а не странската лиценцна бренд цигара. Во последно време доста се зборува за цигарата карат. Во што практично е спорот? Да, точно. Спор настана уште со излегувањето на оваа наша најсиромашна цигара на никотин. И тоа споро почна со Кент. Одма по излегувањето во август месец на оваа цигара, Кент стави забелешка за тоа дека ова е плагијат на таа цигара, само ради тоа што на нашата кутија карат постојат линии слични како што постојат на Кент. Меѓутоа е единствената сличност, али друго, дизајно, името, се е различно, така да со Кент немаме никаков спор, се разбраме дека тоа не е никакво плагијаторство. Значи, настана спор, суштински спор околу името Карат за планинската фирма Брикман.
Брикман уште во 67 година името Карат го регистрира во Меѓународниот фонд за патенти во Женева, а ние сме, нашава земја е потписник на таа конвенција, и така да таа има право на тоа име, и јако на светскиот пазар нема цигара под ова име. Во март месец 1977 година, со одлука на Работничкиот совет на основната организација на Здружен труд Фабрика за цигари, која во склопот на Тутунскиот комбинат, беше одлучено да се распише конкурс за новата цигара. Истовремено беше формирана посебна комисија и изготвен посебен правник за работа на таа комисија. Комисијата од своја страна, согласно правилникот и нормативните акти на Тутунскиот комбинат, го распиша конкурсот. Истиот беше општо југословенски, траеше од 1 април па заклучно со 25 април 1977 година и беше објавен во дневните весници Нова Македонија од Скопје, Ослобоđenje од Сараево, Дело од Љубљана и Политика од Белград. На објавениот општо југословенски конкурс беа пристигнати понуди од 1200 кандидати со идејни решења за дизајнот и името на новата цигара од преку 2000 понуди. Комисијата за спроведување на конкурсот после една макотрпна работа, бидејќи имаше прилично доста понуди, ги разгледа и многу сестрано и одговорно се однесе према сите понуди кои беа доставени и конечно, после одржаните неколку состаноци, предложи на Работничкиот совет на ОЗТ Фабрика за цигари да првата награда за идејното решење, како и името на новата цигара, се додели на академскиот сликар Васи Ѓорѓе од Лесковац, кој што го понуди и името Карат, под кој име денес новата цигара имаме во производство и во промет. При тоа сакам да нагласам дека при одлучувањето за идејното решење и за името на новата цигара, ние воопшто немавме никакви сознанија дека некоја страна фирма со меѓународна конвенција името Карат го има заштитено. После вака спроведената постапка, званично се обративме до Сојузниот завод за цени, од каде што со нивни акт бевме известени дека може новата цигара Карат да се пушти во производство и во промет. Со цел да обезбедиме заштита на стоковиот жиг, на идејното решење на новата на кутијата и името на новата цигара, ние званично исто така се обративме преку застапникот Технозавод од Белград, кој што како посредник пред Сојузниот завод за патенти изврши заштита на робниот жиг на новата цигара. И на крајот би сакал да речем и тоа, дека за цело ова време додека траеше таа постапка, од надлежните органи исто така не бевме предупредени дека името Карат било заштитено со меѓународна конвенција на која потписник била и нашата земја. Пред еден месец беа представници на ова фирма, и то нивниот директор, доктор по правни науки за меѓународно право, нивниот представник, шеф на оделението за маркетинг и уште двајца членови, и практично со нивното доаѓање ние ги отпочнавме разговорите околу проблемот на името на Карат.
Кои услови ги поставија тие кои беа присутни? Тие поставија 3 услови, во тоа беа категорични. Наиме, доколку сакаме да произведеме цигара под ова име, да го откупиме самото име. Второ, да со ова цигара не можеме да излеземе на светскиот пазар. И трето, да го бришиме на бланкетата она најсиромашна на никотин. Меѓутоа, ние не можеме да прифатиме и бевме категорични во тоа, ниеден од овие 3 услова. Ради тоа што не сакаме да плаќаме лиценцари на ројалтик за име. Зашто сметаме дека името не е она што го одредува квалитетот на нашата цигара. И под кое име, и какво да е името, квалитетот на цигарата го одредува самата содржина, самата сировина, што ние ја произведуваме. Вториот услов што го поставија да не можеме да продаваме на светскиот пазар, и тој е за нас неприфатлив, зашто сметаме дека тогаш ние со ова цигара ќе излеземе на санскиот пазар, бидејќи сметаме дека тоа цигара на иднината. Не можеме да прифатиме да се избиши она најсиромашна, со оглед тоа дека таа вистински е најсиромашна никотин и други штетни састојци по здравјето на пушачот. Па како што е општо познато, денеска во светот се прават огромни напори да цигарата се стори најхумана, колку што може, разбира се, бидејќи сте свесни да сепак и каква да е, ќе има одредени штетни последици врз здравјето на пушачот. Али сепак во таа насока може да се стори многу, а и ние сте се приклучили со нашата научно-истраживачка работа, да припомогнем, да допринесиме да таа цигара биде што помалце штетна, а да му пружа задоволство на пушачот. Во таа насока се преземени веќе одамна низа мери, низа испитувања, особено последните 7 години. За да се дојде до тоа, требаше огромна мукотрпна работа. Вложени се многу и материјални, морални средства и физички напори, дури се дојде до одредени резултати. Веќе во последните години ние можеме да истапиме и пред нашата јавност, и пред светот, дека кај нас се добијани такви резултати, кои на вистина ќе можат и денеска, и утре, и во иднина да ги задоволат тие потреби на пушачот, а да што помалце има пушачот штетни последици од пушењето. На карато стои дека таа е најсиромашна со никотин. Колку време работете на овие испитувања и дали е тоа точно? Да, тоа е точна вистина. Тоа е единствена цигара за сега и кај нас и во светот, која има најмалце никотин, а која најпоќе може да личи на цигара. Ова го викам поради тоа, што денеска не е баш тешко да се добија сировина со помалце никотин. Али е тешко тоа сировината да остани тутунска сировина, за да може да му пружи уживање на пушачот. Во таа насока, не само последните 7 години кога се реализира силен напор, да не речам додека кога постала институтот. Ние имаме прилика да ги проучиме сите сорти, светски, а тоа работи и другите институти. Да проучиме нивната променливост, да проучиме нивниот карактер и да дојме до заклучение. Кога можеме да добијаме сорта, да намалиме она што нас ни се чини штетно, тоа е никотинот, катраните и јаглен моноксидот. Последните 7 години, како резултат на повеќе годишна работа, да не рече откако постал институтот, тој знаете постал веќе пред 53 години, тие во овие последни 7 години се реализира и ние добивме сировина, не на една само сорта, на повеќе сорти, али едната е веќе пуштена и во производство на каратот, која содржи сосема мал процент на никотин. Другар Печијаревски, дали во светот постои интересирање за производството на вакви типови на тутун кои имаат помалку никотин? Да, прашањето е многу умесно поставено.
денеска во светот во многу институти и научни установи се работи на добивање на сорти кои ќе имат многу помалце никотин, а ќе задржат сите други особини на квалитетен тутун, што ќе може да задоволи потребите на пушачот. Сакам само со еден пример да го илустрирам, макар да имаме повеќе такви примери што може да го потврдат тоа. Нас, откако се разбат, кога ние пуштивне на видело оваа сорта на цигари и каратот и сортава на тутунот, на неколку наврати сме поканувани таму, а и кај нас иделе од Германијат позната фирма БАТ. На 2 наврата има дојдено и централната личност од Германија да разговара, да бара и помош од оваа сировина да може да добија, така да во едно од разговорите тие бара да има на сировината ексклузивно право на сировината ако склучиме со ними договор. След тоа, веќе 2-3 години, по 2-3 пата, тој праќа своји представници, така да сега нам ние на 17 закажан, од нивна страна еден состанок, ќе дојде негов соработник Пистерс, да окончаме што ќе биде односот од оваа сировина, дали ќе може да добија, колку и така натаки. Сакам да истакнам уште нешто. Ова интересување на германците, на оваа фирма, на БАТ, не е толку само заради нискиот процент на никотин, туку тука има по моето уште нешто и поважно. Оваа сорта, па и другите, содржа многу помалце катрани, кондензат и што е уште поважно, содржат многу помалце јаглен моноксид. Ова го викам зашто познато е дека денеска не само да е повикот по никотинот, туку е повикот многу повеќе на кондензатите и на јаглен моноксидот. Од тука се пројавува тој голем интерес од оваа фирма и од други фирми. Ние во тоа бевме категорички. Разговорите уше тече, ние се договориме да и понатаки ги продолжиме разговорите, било во Хамбург, во времен било во Југославија. И сега автоматски се наметнува прашањето, што понатаму? Па доколку тие останат на овие услови, и ние ќе бидеме и веќе сме категорични во тоа, и нашите размислувања се во тој правец да го мениме името. Можеме да крстиме и марат, и карате, и филтер 06, оледна со ржијата на никотино, али како што реков, името не го дадува квалитет. И под кое име... Ставови се да не се плаќа понатаму за лицензија. Нашите се ставови категорични дека ние нема да дозволиме да плаќаме име. Ние и кога зборуваме за лицата, природно рековме дека таа скапа, да купуваме знаење кое што го имаме, а камо ли сега да плаќаме за име. То некако и смешно ни извуѓаше за нашите појмови и сваќања. Модната конфекција Единство Тетово своите зачетоци ги има од поранешната шивачка задруга 1. мај, формирана од приватни занајчи во 1948 година со околу 50 вработени, а своите постоење и екзистирање под денешен назив го има од 1953 година, кога е извршено интегрирање меѓу шивачката задруга 1. мај и килимара Единство Тетово. Во текот на нејзиното постоење можат да се евидентираат периоди кога истата или работела на границите на рентабилитетот или забележувала падови кои често ја доведувале
на работна пропаст, но секогаш се наоѓале сили и можности кои овозможувале оваа организација сепак да го одржи своето постоење. Од кога работите вие во единство? Од 58-ма. Како изгледаше тогаш овој погон? Тогаш изгледаше со своји машини од дома и со свите, значи смо работале така, минимален смо земале, а сега, значи, секогаш виш кој земаме. Директорите, значи, свите се за нас, ко работници, и секаде не пушта, значи, на sastanci i svegli, člen sam u komitet. Колку време вие работите во Ние единство? работамо 18 години. Јас сум 6 година запослена тука. И како се развиваше работата од тогаш на... Порано ни била послаба работата. Смо примале минимални плате, со машине свој смо работале тука. После навака многу ни се поболша работата, работамо за износ повеќе. И тие купците што ни се таму, што работиме за нив, тие ни се задоволни и со квалитет и на време испорука им давамо све тоа. А дали продуктивноста за овие минати 15 на години се зголеми? Се зголеми. Се зголеми и со платата, и со продуктивноста, и со све. Оние периоди од навреме кога за оваа организација значеле дилема да се биде или не, сега за истата се само далечно минато. Имено спрема резултатите што ги постигнува оваа работна организација, нарочно после 1971 година, кога е направен вистински пресврт во нејзиното работење, кога се поставени чврсти основи и смерници во работењето, истата се зброи во редот на една од најдобрите работни организации во општината, а со тоа и во редот на поразвиените конфекцијски куќи во Републиката и надвор од неа. Другар Петрушевски, кажете ни, што е тоа што го обезбеди препородот во работата на модната конфекција Единство во последно време, односно, како што ви сами рековте, после 1971 година па нааму? Неколку битни елементи може да се издвојат во прилог на динамизмот на работењето и развојот во оваа работна организација како императив и како сегашна неизина основна карактеристика. Пред се евидентен е фактот на присутност на нови форми и методи во работењето од една страна и што во потполност и изменет односот на вработените спрема работата од друга, односно создадено е чувство на поодговорно и посовесно пристапување во извршувањето на работните задачи од страна на вработените во работната организација. Како оди работава? Ја мислам да иде добро работата, така. Приметивме дека овде повеќе сте млади. Знаете ли колку е просекот? Ја мислим просекот до 25 години, така. А вие колку време работите овде? Јас работам овде во Единство, сум запослена од 5 години, мислам, стаж имам. Од колку години работите? Од 18 години. Од 18. Задоволни сте од примањата? Ја мислим да сум задоволна и така. А како младите се вклучени во овие форми на работа? Младите се многу добро се вклучени во Постои младенска организација, не? младенска организација, постои, да, јас сум една од членот во младенска организација. Ако работиме повеќе ќе земамо, зависи од работата. Каков материјал, ако е подобар материјалот, повеќе се работа и повеќе се зеба. Ако е послаб материјалот, не се работа добро и не се зеба многу. Зависи како е плата. Тоа. Друга компонента во развојот може да се истакне тоа што производството е специјализирано, производство на мачки и детски кошули и пиџами. Воведени се нови машини со што во потполност е осовременет производствениот процес. Осовременета е организација на работата, подобрена е квалификационата структура на вработените и конечно квалитетот на производите е погоден на вкусот на побарувачката на пазарот и тоа да превземените обврски спрема деловните партнери во потполност и навреме се извршуваат. Имено вработените во работната организација свесни за тоа дека само со квалитетно работење и навремено извршување на вземените обврски може да се стекне и сочува довербата кај деловните партнери, настојуваат во потполност да се одговори на тие барања.
Тоа е она што доведе оваа работна организација да се поврзе со голем број организации од сферата на прометот, да стекне голем број деловни пријатели во земјата и странство. Во прилог на успехот, изголемената продуктивност во работењето на организацијата оди и фактот што вработените во истата им посветуваат големо внимание на прашањето сврзани со максималното искористување на постојните капацитети, рационалното користење на средствата на трудот и репродукционите материјали и работното време преку разни форми на штедење и слично. Јас сум овде мајсторица на 65 душе. Тоа е една бригада. Една бригада на 60 душе и 5. И кои се вашите должности? Нашите должности се да му обезбедиме работа на секој работник, да не се ги бадијава. Доколку нешто не знаат, Ако нешто не знам, јас сум должна да им објасним све тоа, за да им биде полесно и побаво да го изработаат. понекогаш им помагате. Понекогаш им помагамо, за да иде побрзо работата. Значи, ваша основна цел е да контролирате Да работата. контролираме квалитет, поголем продуктивност да дадемо. Све тоа наши должности. Никој не сме да седи без работа. Не сме да седи без работа никој. Ние затоа сме тука, за да обезбедиме секому работа. Секој да биде задоволен и со работа, и со плата, и со све. Впрочем, новиот систем на наградување на трудот според вложениот труд и постигнатите резултати во многу придонесе да дојдат до израз и да се зацврта сите основи кои произлегуваат од процесот на работата и воопшто на работењето на работната организација како целина. Какви резултати постигнавте во деловната 1977 година и што очекувате во оваа година? Годината што измина е една од најуспешните години во работењето на организацијата. За тоа зборуваат и постигнатите резултати. Остварен е вкупен приход од околу 71 милион динари, што значи зголемување за околу 45% во споредба со деловната 1976 година. Доходот бележи пораст за околу 46% повеќе во споредба со истиот период, а остатокот на доходот за околу 20% повеќе. Остварен е просечен личен доход од 3000 динари, што значи зголемување за над 18% во споредба со просекот на личните доходи од 1976 година. Дали имате проблеми со пласманот на вашите производи? Она што е битно, а што е радост за секој вработен во оваа работна организација, е фактот што производството во 1978 година во потполност е однапред распродадено, односно постојните капацитети во потполност се ангажирани. Голем дел од производните капацитети, околу 60%, се ангажирани за работа во странство и тоа претежно за Сојузна република Германија и Холандија, каде работната организација веќе подолго време успешно соработува и пласира дел од своето производство. Побарувачката на производите на оваа работна организација на домашниот и страниот пазар е се поголема. Со постојните капацитети истата не може да одговори во потполност на сите тие барања, па поради тоа некои понуди за аранжмани, особено за работа за странство, не се прифатени. Што планирате во иднина? Во таа смисла и покрај тоа што во последно време се извршени две помали реконструкции, кои значеа прилог во јакнењето на материјалната основа на оваа организација, престои реализирање на една поголема инвестиција за која се очекува да се добие нов производствен капацитет. Во новиот инвестиционен зафат се очекува да се вложат околу 30 милиони динари, а со реализација на истиот се очекува производство двојно да се зголеми, додека бројот на нововработените ќе изнесува околу 400 работници. Во развојната програма предвидуваме покрај постојните да се отварат и нови продавници, каде во поголем обим би се вршил пласманот на зголеменото производство. Напоредно со развитокот на работната организација со големо внимание се настојува за подобрување на условите за работа, односно општествениот и животниот стандард на вработените.
Другар Петрушевски, кажете ми сосема кратко, во што е тајната на вашиот успех? Зошто вашите производи толку се барани на пазарот, а вие не можете да одговорите на тие побарувачки? Квалитет, асортиман, прифатливи цени и навременна испорака.